Пролета е одличен период да направите детокс на вашето тело со помош на здрава и избалансирана исхрана. После зимскиот период, кога сите помалку се движиме, поретко ги користиме сончевите зраци и вообичаено конзумираме повеќе мрсна храна, нормално е да се наталожи некој килограм повеќе, но и одредена количина на токсини во нашето тело. Токму затоа утринава зборуваме со нутриционистот Антонио Велковски на тема пролетен детокс. Антонио, здраво. И еве веднаш прво прашање, како на еден нутриционист му почнува утрото, односно кои се твоите утрински ритуали? Јас секогаш настојувам не веднаш по будењето, но да речеме 1-2 часа по будењето задолжително да го имам доручекот. Најчесто сега можеби е невообичаено, меѓутоа јас покрај овесна каша можеби со овоше нешто, многу сакам во доручекот уште веднаш да имам нешто зеленчук. Па ако направам некој сендвич, гледам да вметнам на некој начин, да искомбинирам. Или јас знам да си направам и за доручек салата, искрено, затоа што сметам дека некако ми го буди организмот таквиот начин на функционирање. Гледам да имам редовни оброци во текот на денот, меѓутоа доручекот некако на доручекот му ставам најголем акцент. Спомнав дека пролета е идеален период да направиме детокс на нашето тело, меѓу другото и поради тоа што веќе почнуваат одредени градинарски култури да виреат што ги нема во текот на зимата, значи поголем избор имаме на салати, ќе почнат и разни овошки. Како всушност можеме да направиме детокс на телото? Каков циклус, односно колку денови подразбира одреден режим на исхрана тој детокс, за да избегнеме пролетни алергии, пролетна анемија и да се чувствуваме здраво и убаво? Вака, значи, организмот тој детокс го прави постојано. Меѓутоа, ние треба да му овозможиме да функционира соодветно нели со потребите на организмот. Многу повеќе го оптоваруваме во текот на зимата со повеќе храна, повеќе преработена храна, како што спомна, со премногу мрсна храна, со недвижење и така натаму, така што сега е вистинското време кога треба да се искористи она што го нуди природата. За имунитет да се гради, да сме поотпорни и на тие алергии и на тие настинки, тоа се прави преку цела година. Не може да се создаде имунитет само за еден месец. А што можеме да искористиме во текот на пролета? Да повнимаваме малку повеќе на храна со антиоксиданти, со С витамин, Е витамин, А витамин кој што се претвара од бета-каротенот од храната. С витаминот еве сега ќе почнат повеќе зелкини или овие пролетни што се ги има во пиперки, кои што наскоро ќе ги има на пазарот. Лимони, цитруси воопшто ги имаме постојано преку годината. Витаминот Е во јатки, во семки кои малку повеќе ни се заборавени, како бадеми, како ореви и слично. Бета-каротенот што спомнав во шарените зеленчуци и овоше. Сега мислам дека во пролет, лето и есен има најшарена храна. Значи колку пошарена, јас секогаш кажам колку пошарен оброкот, толку подобро. Така што повнимаваме на тоа. Внесот на цинк, внесот например на бакар и тие се некои компоненти кои што од храната придонесуваат оптимално да функционира организмот, да се бори со тој некој оксидативен стрес што му го нанесуваме, дали со процесирана храна, дали со неспиење, дали со недвижење исто така. Така што тоа е од областа на храната. Ама да не забравиме дека детокс на организмот прават и потните жлезди. Значи, ајде малку да се движиме, да ги поттикнеме тие потни жлезди да работат. Исто така и преку дишењето, значи ќе го зголемиме дишењето, пак преку движење, редовен сон. Така што тоа е една повеќе компоненти за една целина, за да може организмот баш на некој начин да речеме полесно да се прочисти од тоа што не сме биле толку дисциплинирани во текот на зимата. Кои намирници, односно кои продукти не сме да се конзумираат во процес кога правиме детоксикација на телото? Што треба да избегнуваме? Јас би почнал прво со заситените масти кои што ги има доста во храната. Најчесто
најчесто се од премногу внесување животински продукти или можеби премногу пржена храна. Да се ослободиме малку од таа храна во овој период кога имаме веќе друга храна на располагање, која што е свежа, која што е поразновидна. Исто така би спомнал преработената храна. Значи не секоја преработена храна е лоша, меѓутоа ние одиме секогаш на премногу преработена храна, односно немаме време за подготовка на оброк, па ќе земеме што и да е нешто веќе готово од маркет кое реално и нема некоја нутритивна вредност. Ајде во овој период малку да се свртиме кон свежата храна. Оброкот, например, кога го градиме, половина од порцијата да ни биде со свежа салата, да се обидеме да додадеме дали во овесна каша или во што и да е во текот на денот малку повеќе малини, капини, тоа зрнесто овошје кое што е доста богато со мала количина носи многу хранливи материи. Значи малку да се свртиме кон свежата храна која што ќе има во изобилство во овој период. Чисто се нагласува и влијанието на водата, односно внесот на течности и на вода во тој период на детоксикација на телото. Секако, водата е неизоставен дел и мислам дека во зимата и кога е поладно малку ја позабораваме. Под течности, значи јас сега спомна вода, меѓутоа мислам течности општо. Течности се мисли и чаеви, посебно например зелен чај, чај од камилица, од хибискус се доста добри, може и во ладна форма нели да се пијат. Под течности се подразбираат и зеленчукови супи и тие придонесуваат. Меѓутоа во течностите придонесува и самата храна, односно овошјата и зеленчуците што се актуелни во текот на пролета и летото кое што нели доаѓа се со некои 70-80% вода. Така што вода и вода од храната, да внимаваме, значи на тој момент пак ќе речам за да го вратиме малку во форма организмот, добро да функционира, да може полесно да ги сврли тие токсини, а и малку и цревата да ги раздвижиме. Антонио, ти благодарам за овие совети и се надевам дека ги поттикнавме нашите гледачи да направат еден чекор напред и да сменат некои навики, се разбира со цел сите да се чувствуваат добро, здраво, полетно и да искористат пролетта, сончевото време и даровите од природата за подобро здравје. Така, тоа само заборавив нели да спомнам, да се излезе на сонце. Кога го има, да излеземе, да се прошетаме и да се оди со список на храна во маркет, само така може да се успее. Да не купуваме, значи, импулсивно. Така, да не се оди со случајен избор. Список на храна, сега има многу храна што ќе има, односно многу храна со која што ќе биде на располагање, така што може да се искористи. И би рекла повеќе да купуваме на пазарите отколку во маркети. Така, тоа е најбитно. Ти благодарам уште еднаш. Се гледаме.